Сумамет се троши како алва. 45.500 луѓе во Македонија секој ден пијат антибиотик, нотира статистиката на Фондот за здравствено осигурување. Пресметките велат дека за оваа намена во 2024 се изделе 23% повеќе рецепти за разлика од претходната година. Од фондот велат дека ова не е добро за здравјето на граѓаните, бидејќи силните антибиотици наместо корист можат да направат штета, а се даваат и кога треба и кога не треба. Фондот оваа пракса планира да ја промени преку проектот Е-рецепт кој ќе профункционира наредната година, со што годишно ФЗО може да заштеди 1 милион евра. Директорот Сашо Клековски вели дека после 10 години ќе ги зголема цените на услугите во државните болници. Па на тој начин установите ќе можат да ги оправдаат парите кои ги добиваат, а за граѓаните ова ќе значи околу 20 денари повисока партиципација што ќе мора да ја платат на шалтер. Минатата година го зголемивме нашето вреднување на матичните доктори. Сега очекуваме зголемена одговорност од нивна страна. Тоа значи ригорозно придржување до казнената политика доколку се надминат квотите за препишување на анксиолитици и антибиотици. Само бренд името го знам, Сумамет, кој треба да биде антибиотик за последна линија на одбрана. Минатата година имавме 20% зголемување во издавањето на нови лек. Има болници кои не функционираат, па системот мора да се промени, смета Кликовски, кој кажа дека зголемените плати на здравствените работници мора да донесат и резултати во однос на работата со пациентите. Ова значи дека не може хирург од Охрид кој цела година не направил ниту една операција да зема по 2000 евра плата месечно. Ние сметаме дека нема логика да плаќаме хируршки плати на додатоци ако во таа болница не се вршат операции. Хирургијата подразбира дека основен начин на лечење е оперативен, а не конзервативен, тогаш сте интерниста. И мислам дека овие работи мора да ги дискутираме, бидејќи свесни сме дека минатата година имавме рекордно зголемување на финансиите во јавното здравство, а резултатите многу споро доаѓаат и затоа мораме да ги минуваме проблемите такви какви што се. На денешниот брифинг со новинарите од фондот ги елаборираа завршените проекти. Се пофалија со напредокот во однос на промените во позитивната листа и најавија дека уште двата лека за разречување на крвта поради технички проблеми наместо месецов ќе бидат на позитивната листа наредната година. Фондот има план во 2026-та позитивната листа да ја промени 3 пати.